песна за кога матуриравме. Лекција пачонци. Лекција, то значи лекција на гледање. Пачонци. Добро. Кажете ми како се викате? Ристовски Христос се вика. Која година сте родени и каде? Сум роден 1941 година во село Граждено, Егејска Македонија. А каде е тоа село? Тоа е во Мала Преспа, во Егејскиот дел на Македонија. Така, да. И кажете ни, зашто го напуштивте селото? Селото го напуштиме бидејќи безнееше граѓанската војна во Грција. Добро. И? Нормално, нели, ние како деца, сепак се знаеше дека војната безнееше во тие делови на Македонија и поради тоа, нели, ние бараме некој си, родителите додуша за нас бараа некој си спас. И всушност единствен спас беше да го напуштиме селото на живење и да заминеме некаде. А тоа некаде после ние дознавме дека ќе заминеме надвор од нашиот крај преку Југославија. Тоа значи и самиот организатор што бил за таа детска експедиција беше Лазо Ангеловски. Тој всушност покасно загинал и е прогласен како херој од времето на граѓанската војна во Грција. И кога го напуштивте селото, каде отидовте прво? Одно, нели, кога го напуштиме селото преку нивици, поминавме на Перово до Преспанското езеро и отамо не ставиле на Кајци или Чунки, ние ги викавме, и така, нели, не пренесоа од другата страна, нели, на границата. И понатаму, нели, бевме префрлени во Перово и отамо не зема со камиони и не однесоа во Југославија, фактички во слободна Македонија, во Љубојно. Во Љубојно бе. Многу деца бевте вие? Па доста бевме, доста. Тоа значи имаше околу 8 групи и 8 одговорни мајки на секоја една група. Јас всушност ја напишав книгата, нели, за Граждено и тамо добро ги имам напишано кои биле тие така наречени омадарки, одговорни мајки, нели, на децата. А јас бев во групата на Софија Василевска. А како што кажав, имаше повеќе групи и ние така некако бевме во тие групи поделени по роднини за поголемите, нели, сестра браќа да се грижат за помалите деца. Добро. И потоа од Љубојно заминавте некаде? Во Браилово. Во Браилово, таму седеме доста, нели, околу 14 дена и после не прифатија со камиони и ние не знаеме, но тие што не носеа знаеа. Фактички требаше да ја напуштиме Југославија. И всушност ние се најдовме, ние по некој си месец се најдовме во Чехословачка. Во Чехословачка, во градот Брно. И таму бевме сместени во едно друго граче Микулов
И отаму после не однесува во детскиот дом Саботин. Така се викаше детскиот дом Саботин. Исто во Чехословачка? Во Чехословачка. Во Чехословачка. Да. Така што секоја една мајка со своите тие деца, одговорна за тие деца, ги смести или ги сместија, бидејќи бевме 8 групи, децата во поодделни соби. И со нас беше, нели, во тоа време и учителот Никола Стојановски. Да. И тоа сместување, како такво било привремено, така не било кажано, но сепак не било тоа привремено, туку ние веќе помаливе, јас во помаливе деца се бројам, бидејќи имам 8 години, тоа значи во Чешка веќе живеев до 52 година, а 52-3 година, бидејќи родителите беа во Полска, така сакала судбината, нели? И тогаш некако не префрлија во Полска. Каде ви префрлија? Во Полска, каде што биле родителите во градот Згоржелец. Меѓутоа, јас имам завршено основно училиште во Чешка. Ни предаваше Никола Стојановски, многу добар професор, учител. И за помалите деца со поголемите деца да не се разделат, всушност нас не однесува во Уничов. И така, после, нели, во Чешка така учевме, и како што кажав јас, кога завршив основно образование, бидејќи родителите беа во Полска, и нас, нели, преку Црвениот крст, не префрлија во Полска, во градот Згоржелец. Колку години имавте тогаш? Па јас имав, речиси, завршено основно образование околу 16-17 години. Колку време бевте без родители? Без родители бевме доста време. Без родители бевме 8 години, како што кажав, а во Полска веќе ги најдовме таму родителите. И така, нели, после родителите, татко ми беше запослен, мајка ми не, меѓутоа, јас и во Полска учев. Да. Тоа значи учителско училиште. А кога се сретнавте првпат со родителите после толку време, како ги познавте или ве позна? Тоа беше организирано преку Црвениот крст. Луѓето веќе знаеа, меѓутоа кога не видоа, се изненадија. Тоа значи, бидејќи ние веќе 7 години не е малку, тоа пораснавме, и ова е моето дете или тоа е моето дете. Така што сите деца си личевме на себе си. За нив, нели, дете си е дете. И така се прибравме. А вие ги познавте вашите родители? Јас, како мало дете што имев 7 години, не ги познав. А брат ми, сестра ми ги познае. Они постари беа? Да, постари беа, да. Сестра ми имаше во тоа време 14 години. Не, пардон, така, 12 години, а брат ми имаше 16. И тоа е. А вашите родители ве познаа? Нашите родители горе-доле не познаа, бидејќи не однеле кај нив што ќе прават. Вие сте, ние сме и така натаму, нели. Тоа е се на трагедија. Се израдувавте вие или како се почувствувавте тогаш? Јас да ви кажам искрено се израдував дека ја видов баба ми, бидејќи мене ме држеше баба ми, и јас баба ми, бабо, и ја видов и ја познав. А дали баба ме познае, тоа е друга работа, нели? И така, пополека, како деца,
се одвикнавме, а потоа се навикнавме на родителите. Да, како ви беше оној живот без родителите? Без родителите, знаете, многу деца. Едни плачеа, други жалеа, а четврти може да се каже, нели, тие поголемите деца па се радува. Тие мислејќи, ете, се спасивме, а ние не мислевме и не знаевме што значи војна. Како што не зедува, така не остави. Тоа значи, а тие што знаеш што значи војна, тие додуше и сака назад да се вратат, што имале 16 години после, нели, по некој година. И така, всушност, биле организирани, затоа има повеќе книги напишано од истите деца. Еден е Томе Миоски, кој што ги има опишано таа Голгота, како, нели, децата од 14 години ги мобилизира во Чешка за да се вратат назад за партизани. Да. А вие во која група спаѓавте? Во оние што се радуваат или оние што тажат? Јас спаѓам во таа група, не, добро би било, добро е прашањето. Јас многу не жалев, па нити се радував, бидејќи тие години беа. За мене беа и тие што ме гледаа мајки. Ние ги отпочнаме да ги викаме мајко. Така што беа од по-возрастни чешки девојки и ние всушност ги викаме нив мама, мајко. А нашиот јазик е чешкиот, нешто тука е сличен. И тие душ се чудеа, вика, овие многу брзо научеа чешки. А тие другите крци што беа после што ги донеле, па тие па воопшто не знаеат чешки, бидејќи чешкиот ништо нема, па вика овие вика па ништо не знаат. Тоа е нели една трагедија вака детска. Значи кога се видовте со родителите, вие се израдувавте? Ние кога се видовме со родителите не бевме толку баш радосни, бидејќи и тагувавме за тој живот таму што го живеевме. Зашто нам тој живот, нели, веќе добро ни беше. Родителите ги видовме ние по 8 години разделба. Така што ние веќе израснавме, завршивме основно образование, јас за мене се изборувам, другите средно образование и нормално родителите кога ги видовме, дури прашуваме, ова е мајка ми, ова е татко ми. Нели, зашто ние всушност бевме од средна возраст, а имаше со нас деца од 4 години. Па тие воопшто не ги знаеа родителите. Ета како брат ми, нели. Тој имаше, нели, кога заминавме, ние 6 години. Така што тој не можеше да ги знае родителите. Само тоа е една детска трагедија, една родителска трагедија. Кој плаче, кој се радува, кој сега... Да. Вашата мајка? Како изреагира? Сега мајка ми како мајка, нели, возбудено гледаше на нас. Баба ми така се радуваше. Тичо, викаше. А татко ми беше посериозен и така, нели, работите си дошли на свое место. Само тоа цела една Голгота, после од Чехословачка нас не префрлија во Полска, бидејќи родителите беа во Полска, нели? Сега и таму мислевме, бидејќи завршиме основно образование, мислевме каде ќе идиме, во која школа ќе идиме. Тогаш татко ми се смеша и кажа, ќе идеш ти учител. А јас воопшто не го знаев полскиот јазик. Ама го послушав. Отидов и кога видов дека има нели силна конкуренција, јас не знам, а овие другите деца што биле во Полска јазикот го знаат, и тогаш што правиме? Се погоди еден ептен добар грк директор на детскиот дом во Полска, во Щечин,
И му викам, јас сакам да одам да учам учител. Зошто викам тоа? Му викам, да ви кажам искрено, викам тоа го баре и татко ми од мене. Кој ти е татко Лазо? Вика, како, вика, ние се знаеме од партизанството, вика. Вика, тој ни беше шеф, вика, за подготвување на самарите, вика, за коњите. И што, вика, што желбате имаш, Христо, рече? Јас му викам, слушате му викам, јас му викам, сакам учител. Ти не знаеш, вика, воопшто, вика, како ти идеш учител полски, кога полскиот не го знаеш? Ами не го знаеш, чешкиот го научив, не го знаеш, грчкиот го научив, му викам. И тој вика, затрна татко ти, вика, ќе те пуштиме, вика, да идеш, а што ќе направиш, ќе направиш. А на кој јазик зборувавте? Со него на грчки. На грчки. Ние го знаеме грчкиот. По детските домови учевме грчки и македонски. Македонски, грчки учевме и чешки. Да. Така што се разбиравме со грчињата. Грчињата потврди беа од нас, не го знаеа добро. Чешкиот па нити полскиот после, погодка кога отидов. Тоа значи тие се словенски јазици и така. Леп хлеб и вода, се тоа може да се каже дека наш јазик. Така. Тоест, од Кирил и Методи. Така, а каде, кога дојдовте во Полска, кога ги сретнавте родителите, каде живеевте? Па сега и кога дојдовме, јас веќе, брат ми беше постар, Бог да го прости, не е помеѓу живите, и сестра ми истото така. И тие, кога со нив, сите тројца, нели, отидовме по Полска. И ги најдовме таму родителите 56-та година и родителите не познае татко ми, ама не и баба ми или тој или оно. Ние веќе бевме израснати. И нормално отидовме кај родителите. Но и таму, во Полска, имаше детски домови. И тогаш татко ми вика, мора, вика, ти да учиш, треба да идеш во Щечин. Да, само сакам да кажам во каква куќа живеевте, во што живеевте? Во Полска? Да. Поляците му има дадено куќа на моите, има дадено зграда. Во таа зграда има 2 соби и купатило. Нели? И ние отидовме, живеевме 2 месеци и по 2 месеци, тоа беше летни месеци беа, го решиме тој проблем. Брат ми отиде да студира медицина, и јас отидов за учител, и тоа не е во Щечен, туку во Еленија Гура. Зашто тие во Щечен знаеа полски, а јас не знае полски. За да немам конкуренција, отидов во Еленија Гура и успеав. И сестра ми остана, Менка, со родителите. А се запосли во еден млечен бар, и така, нели, во почетокот родителите, татко ми работеше во едно предпријатие, нели, за изработка на метли, а мајка ми примаше некој си така помош. И тоа беше. Меѓутоа, добро ни беше заради тоа што сите се најдовме, брат ми студираше, јас учев, нели, средно образование и помалиот брат основно. Така што, благодарејќи на тоа што не обединиле, фактички не се стекнавме со високо образование. Така што нема во моето семејство високо образование сите. Тој лекар, јас професор, другиот помалиот брат, нели, правно лице. А сестрата? Сестра ми е економист. Тоа значи сите благодарејќи, нели, на чешка и полска, преди се на полска. Благодарејќи на полскиот режим таму што беше, кој всушност се залага за нас, што повеќе да научиме, за да можеме во иднина да обстанеме. Во другите држави може
толку да не беше во Полска, благодарејќи на полската влада во тоа време и благодарејќи на самите луѓе што не имале и така натаму. Тука се поставува прашање, ние бевме заедно со деца грчки и сега како ние живееме со нив. Чудна работа. Тоа значи, ние зборуваме грчки, ама тие зборува и македонски. Тоа значи, без да го учат. Тоа значи, јазикот се учи и со зборувањето. Тоа е тоа што ми падна најповеќе, нели, во очи, дека живеевме добро. Тоа значи, ние истите мајки ги имавме и знаевме зошто сме донесени таму. Сега лесно е некој да се удира в гради, тоа сум завршил, оно сум завршил. Ако бевме ние таму, во доле, во нашата земја, со таа револуција што беше, со таа војна, то ништо не ти бевме. То може и живи да не бевме. Да. Благодарејќи, ете, ние викаме, нели, тој режим тако ваков, ама, ете, се најде човек, баш од нашето село во тоа време, Лазо Ангеловски, тој е прогласен, нели, за револуционер. Му е дадено местото како првоборец и така натаму, и тој единствен учител беше кој што ги отвори тие курсеви во единствениот дел на Македонија 48 година. Тоа е. Добро, и вие отидовте во Елена Гура да учите? Јас отидов во почетокот, татко ми вика, ќе одиш во Щечин. Отидов јас таму во Щечин и видов, и мене додуша ме праша. Вика, имаш основно завршено, Вика, ти идеш некој занаат, електричар, нешто така, вика, избери, вика, автомеханичар. И јас му викам, не, ти идам учител. Како ти идеш учител, вика, кога не знаеш ти, вика, полски. Ми не знам, му викам, ама татко ми рече, јас да бидам учител. А така, добро, вика, не може. Не може. И јас, нели, на брат ми, Александар, Бог да го прости, не е помеѓу живите, му викам така и вака, јас не сакам, му викам. Освен учител, не сакам друг занает да учам. Вика, ако не сакаш друг занает, вика, оди, вика, тука, вика, во Еленија Гура, во едно градче, и запиши се, вика, и татко ме ќе те издржува. Што, вика? И јас викам, добро. И така направив. Отидов во Еленија Гура, баш со брат ми отидов, и што, вика, вие, јас му викам, бабе, имаме завршено, што има завршено основно, ами што сакаш да се запишам учителско. Ама вика, не го знаеш, вика, полскиот јазик, вика, како? А беше еден директор, ми се чини, и директор Калицки, и вика, добро, вика, запиши се, вика, па ќе видиме. Ако, вика, успееш, добро, ако не, вика, пак ќе си идеш на занает. И така ме примија и се погоди баш мојот класен Карол Висоцки, се викаше. Голем симпатизер на децата по потекло од Македонија. Најверојатно може да имаше и некој си пред нас на вакво искуство. Тој ме прибра во интернат, ме постави со деца што со мене да зборат само на полски. Друг јазик не. Не што го научив полскиот јазик, толку може да се каже дека и го завршив 5 години тоа школото траеше, 5-годишното училиште. И така завршив и до ден денес комуницирам со тие луѓе. Висоцки, Бог да го прости, почина, меѓутоа учениците што беа со мене, што соработував
И така натаму, со нив се допишувам и телефонски се слушам. Се уште? Се уште. То значи, то пријателство остана. И пред 3 години тие беа, не тие, туку имаше едно друштво тамо. Каде, во Полска? Во Полска. Едно друштво во Полска и тоа друштвото со учителското школа имале склучено договор за да дојдат тука во Македонија. И преку општината Кисела тоа друштвото дојде тука. Која година? Тоа беше пред пред 2-3 години. Повеќе. Така нешто. Добро, не е важно, но сега да. Може има 10. Десетина? Добро. И дојдоа тука, нели, и се видовме фактички со тие. И тие бе многу радосни, дека не за нив, за мене, дека така многу напреднав. А тие луѓе што дојдоа од Полска, вие ги познававте? Учевте заедно? Да, тие луѓе од Полска што дошле, тие биле моите професори, моите соученици и така натаму, нели. Тоа значи, ние само играворна група имаше и така натаму. И меѓу сега и помина доста време. Ете мојот професор, да речеме, не е помеѓу нас. Тоа значи, сепак времето своето го прави. Добро, а после кога завршивте школа, вие, таа учителска школа, работевте во Полска? Кога завршив јас, имаше потреба од македонски учители и од грчки учители. Јас го изучував и грчкиот, и македонскиот јазик, и рускиот, и полскиот. Тоа значи, може да се каже дека имев изгледи да бидам запослет. Зено Рогала. Да, соученик мој. Зенон Рогала. Па може би да звоним. Ке го побараме, да може. И така. Тоа е, сега знаете ли, не имев тешкоти заради тоа што се залагаше мојот професор од класа, Карол Висоцки, се залагаше за мене и вика, нема ти да идеш, вика, дома, вика, кога сакаш. Еднаш, вика, 2 пати годишно, тука, вика, нема со кого нити македонски, руски, нити грчки, вика. Само полски ќе зборуваш. Благодарејќи на него ја положив матурата, тоа што треба 5 години учев, нели, учителското беше, и рече си, еден од подобри, сега само да не кажам, ама бев помеѓу подобрите ученици. Тамо имаше и други македонци што учеа? Не, интересна работа. Другите учеа во Полице, во Щечин, и во Полице, Щечин и Вроцлав. Имаше една група помала од 5-6 грци, македонци, кои што учеле во учителското училиште и завршиле. Исклучиво јас бев, кој што сум завршил така во едно полско училиште, каде немаше грци и македонци. На Краков кога беше? Да. Добро, и кога завршивте учителската школа, работевте нешто? Да. Кога завршив, јас сакав да идам, нели, одма да студирам. Ама таму е законот да работиш една година. Тако си е законот. И јас работев во основно училиште. Баш предавев историја. На кој јазик? На полски. На полски. Тогаш јас се консултирав со мојот професор Карол Висоцки. И му викам, сакам да идам, му викам да студирам. Каде ќе идиш? Во поле. Вика, треба испит да полагаш листов. Знам, му викам, ќе положам. Отидов и тамо и по една година стаж. За таа година иземам, нели, пензија. Отидовме во поле и кај професорот Едвард Коник, така се викаше,
И он мене ми зборува, и јас му зборим на него, ама ти вика, не си поляк. Грк си, зашто тие повеќето, нели, имале работа со грци, и македонците други правиле грци. Не му вика, македонец сум. Кај, тоа Македонија, Југославија му вика, вика, па добро рече. А што вика, како вика заврши? Па заврши, вика, мете, вика тоа. И тој го виде моето свидетелство, нели? Таму во тоа свидетелство јас ги имав и оценките од грчки, македонски историја, грчка историја имав и вика, па ти вика, грчкиот вика, како вика старогрчки, тука имаш вика петка, вика. Ема вика, учев му вика, мамо там во Щечино му вика. Па вика, добро, ти си примен. И ме примија. Сега, зошто тоа јас го направив? Зашто ми рекоја, ако идеш надвор од Полска, каде ти идеш, ти имаш положено за приемен испит и ќе те примат и таму и во Македонија. И така. То значи поземје, отре 63-та беше, 64-та година, 65-та положив и тука дојдовме 65-та година и така, нели... Сите дојдовте, цела фамилија? Цела фамилија, цела. Сите, баба, од баба ми до најмалиот, до Васил, нели, до брат. Како, зашто решите да доаѓате? Гледате, тоа е едно невидено чувство. Каде да идете, сепак ние се зборувавме дома македонски. Татко ми не збореше нити романски не збореше, ако беше во Романија, па мајка ми не збореше нити полски. Ако беше во Полска, па јас исто така не зборував нели чешки, па нити полски, бидејќи нели дома комуницираме на македонски јазик. И тоа добро. Бидејќи го запазиме македонскиот јазик. Нели? И не можеа тие да зборуваат. Заради тоа што тие биле како во гето, сите биле во еден дел од градот Згорженец. Тоа значи си имале се. Тоа значи имале заеднички куќи и така натаму, живееле по 2, по 3 особи, семејства и така натаму во една зграда и тоа е. Така што можам да кажам дека моите родители сепак не го научиле полскиот јазик, па нити чешкиот. А ние, како деца, да. Нити грчки. Грчка го знаеле, од грчка не е тоа. Да, кој реши, зошто решивте да си дојдете тука? Таму не ви беше убаво или? Не. Добро, ние имаме еттем добри професори, учители, македонски учители, кои, еден јас ви го кажа, Влазо Ангеловски, кој всушност за македонското прашање подина. Јас за него имам напишено книга и таа е издадена. Така што тој беше осуден во Грчка и за тоа македонско прашање беше убиен. После имаме други, овие така наречени, ние ги нарекувавме мајки, воспитателки, тие пак зборуваја со нас македонски. Па и не знаеа чешки. Имавме исто така, Може да ти кажа. исто така, нели, од грчки. Па тие со нас зборувале грчки. Ама и ние го учевме чешкиот јазик, ама учеме и грчкиот јазик, учеме и македонскиот јазик. Тоа значи имавме учители по македонски. Така што и тоа добро што имавме учители по македонски јазик. Заради тоа што ние сметавме дека еден ден ќе се вратиме назад. Сега, така не учеа. Тоа значи дека сме привремено. И може тоа добро. Ни садеја еден патриотизам, дека друго ништо не сме, дека сме македонци. И на крај краиштата македонщината победи. И се врати. И се врати. И каде
дојдовте? Па, дојдовме тука во Скопје, тој 60, по земјотрес, што беше 64 година, по земјотрес, 64 година, добро, дојдовме, бидејќи некој мене тераше нели да дојдеме, меѓутоа јас ви кажам, тој патриотизам кај нас остана од тие учители, од тие мајки, од родителите и така натаму. И на крај краиштата и ние примавме дори Нова Македонија. Ни испраќаа вестници. Во Полска? Во Полска, мене ми испраќаа вестници. Јас бев во училиштето, во педагошкото и читав Нова Македонија, Нова Македонија и така натаму. То значи државата се грижеше за нас, Македонија. Не можам да кажам дека не. И се отвори тогаш по земјотресот границата, а и годините такви биле што ние веќе бевме возрастни. Имавме завршено. И готов производ. То значи бевме сите учени. И дојдовме тука да не бидеме оптерет на државата, ние работевме. То значи секој еден бара лекари, брат ми лекар, бара правници, брат ми правник, бара инженери, зет ми инженер. То значи ете во железара работеше. То значи сите дојдоа школовани. Со високо. Да, со високо образование. Тоа е тоа. Сестра ми, нели, економист. Сите, то нема, отамо сите. Тоа е, нам сега не се гледа како. Меѓутоа, благодарејќи на тој режим, што го имале пољаците, јас не можам за Полска да кажам ништо лошо. Ако не беше Полска, не знам ние што ќе бевме. Така што ќе бевме како луѓе, ама може да дигавме, што ти знам јас, некаде нели во Африка да бевме. Тоест, не можем јас, секоја една војна носи зло. А таа војна колку зло донесе, толку добро за нас помладите. То значи ние тука дојдовме. Ете, тоа е нашата тковина и готово свршена работа. Тоа е. И кај нас се создаде еден патриотизам после, нели, бидејќи нас не воспитувале луѓе кои што биле од страна на ДАК, на Демократската армија, на Грци. И тие повеќе ни зборувале да си ја сакаме земјата, да си го сакаме народот. Еден ден сепак ние ќе се вратиме и така натаму. И тоа што кажува е тоа бидно. И тој патриотизам кон нас е некако врежан. Не може тоа да се исфрли. Така. Добро, кога дојдовте во Скопје, каде отидовте прво? Па добро, јас кога дојдов во Скопје, јас ви кажав, отидов да студирам во Ополе. Каде седевте? Во Скопје, каде седевте? Не, чекајте. Во Ополе јас студирав тамо. И сега сакам да останам во Полска да завршам факултетот. Ама јас А што студира? Што запишав? Историја. Затоа така ви зборувам, историски ви зборувам. Тоа е, можам, брат ми во тоа време заврши медицински факултет. Сега, брат ми тој беше, кој што кажа, мора ние да се собериме. Инаку не може понатаму, така. А тоа го поддржа и татко ми. Зашто? Ете, родителите многу мечтаеле за Македонија. А таа Македонија, вика, и таа е Македонија што живееме, и ова е, вика, Македонија се што ќе идеме. И тој патриотизам кај нас беше, бидејќи нашите професори такви беа, македонци, од војната беа луѓе, ете, него садија некако кај нас и не може без тоа. И тој патриотизам остана кај нас. Дори пољаците се чудеа, викат, што, вика, зошто, вика, ти, вика, тука работиш? Па јас
Таму се запишав, работев една година, така беше во Полска. 5-годишно учителско училиште, една година треба да работиш. И работев и отидов после да студирам. И добро направив, дека се префрлив тука. Не бев тука тешкоти за студирањето. Зашто таму веќе добро бевме изградени со градивото. То значи дури некои се работи ги учат за Кирил методи, поляците ги учеа. То значи дури зашто македонците на ски завршуваат со имињата и така натаму. Ете, имавме професори кои што се интересирале за овие работи. Јас сега бев пример таму. Ете, Ристовски вика, јас викам, кај вас има Ковалски му викам. Нели? Рокосовски има му викам. То значи, и така, поляците беа многу добро нима прифатено. Дури беа тие ние да останеме таму. Меѓутоа, то ние отидовме, нели, не отидов јас, не избегав, ние бевме организирани. Никогаш имаше организација, нели, кој што се грижеше за нас. Не и Црвениот крст, и тој и оно. Не можевме ние самите да решаваме за некои се работи. Имаше сестра од Русија дојде. Во Полска. Во Русија една сестра. Во Русија, таа од Русија, директно во Русија, баш беше во Узбекистан. Во Узбекистан беше. Да. Добро, а што сега да кажам? Спомнавте дека контактите со луѓето од Полска ги задржавте и уште ги држите? Држиме сега, таму не знам часот, ги држиме, како не, со еден многу добар мој колега, кој што заедно бевме ученици, заедно седевме на иста лава. Всушност се вика Зене Крогала и тој е сега истакнат писател во Полска. И нима, ете, тука нешто има напишано. Може да му се јавите? Касно е. Касно е, има 84 години. Како и мене и тој е. И нешто болест, не? Да. Сега пред една недела се слушна. Се слушаме, нели, и мима испратено, нели, така дописи и мене вика, вика да напишам нешто за Христо Ристовски, кој што со нас учеше во учителското училиште во Еленија Гура. Вика, не му е равен Фидел Кастро, вика. Одеше, вика, со чебли, летни, вика, зимно време, вика. Одеше, вика, учеше, вика, до 24 часа, вика. Ама, ете, вика, тоа се исплати. И на крај краиштата, кога мислиме ние дека ќе студира во Полска, го положи испитот, вика, и отиде во Македонија. А тоа го напишал некаде? Да, ете, јас го имам писмото тука. Ваше писмо? Тој ви прати писмо? Тој писмо испрати. Да, видиме таму, види. Дај да видиме. А не е ете. Тоа тука за мене напиша македонскиот пољак. Да, македонскиот. И така, нели, човекот во Вадис, во ова списание, тој има посветено за мене, речи си, целото ова, и пишува тука, јас како успеав да завршам. Вика, во таа, нели, Македончек пољак. Македончек пољак Христо. Нели? Македонскиот пољак. Да, македонскиот пољак Христо. Нели? И сега пишува како живеевме и вика на крај краиштата, вика, не напиша нашата историја, вика, а вика не само што нашата историја што не напиша, туку се напишал и својата историја, вика, и издаде повеќе книги, вика, Немирно време, вика, кој што опишува за доле, вика,
кога беше партизанството во Грција, вика. Не заборав, вика, пишува сега и за нас, вика, дека не може да не заборави, што учевме заедно во Полска, вика. То значи, ова тој има запишано. То значи, и тука, вика, и пишува, вика, и за своите херои што ги сака Лазо Анđеlovски, преде се вика за Јордан Мијалков, кој што вика, ете, и тој го положи, вика, собствениот живот за да спаси повеќе деца. Тоа е интересна работа. Ете мојот класен, дај. Мојот класен, ова е Висоцки. Покажете, да. Висоцки, Карол Висоцки, кој што почина и пред, според Зенек Рогала, според соученикот му Зенек Рогала, вика, пред да почини, вика, те спомнуваше каде е Христо. То значи, ние каде што идевме, остававме зад нас добри работи. Со пољаците многу живеевме. И сега и, нели, тој Зенек Рогала и тие мои другари што биле, се на добри места, тој е писател. До некаде јас сум. И јас пишувам, имам издадено неколку така книги, и сега и опишувам тој живот тамо. Како бев примен, како ме примија, како се грижеа за мене. Испреќам голема благодарност од моите професори, ма вика, твоите професори, вика, веќе мртви се. Тоа ти е. Му викам, времето му викам, така било и така натаму му викам. Меѓутоа, Тоа може да покаже. не, добро е. Меѓутоа треба да се знае дека пред 3-4 години, не повеќе, пред таму има едно културно-уметничко друштво во Висла, и тие дојдоа тука, преку општината Кисела вода. Добро. И дојдоа тие преку општината Кисела вода и тука јас ги примив, кај мене и така натамо, да ви кажам искрено, биле многу радосни кога ме видува здрав, прав, жив и дека не се жалам дека ми е лошо. Да, тоа е. Супер. Така е. Добро, тогаш каде работевте? Во Скопје? Во Скопје работев во АСОС Боро Петрушевски. Во АСОС Боро Петрушевски сум... Факултетот го заврши. Да. Во Полска положив, во поле историја. Кај професорот Едвард Коник, кој кога дозна дека ќе заминам, дури не сакаше да ми го даде свидетелството. Вика, бе, остане тука, вика. Заради човеку, ние те примиме. Ти, вика, го знаеш грчкиот рече. Па тоа е историја, вика. Го знаеш рускиот, го знаеш полскиот рече. Каде, вика, идеш? Јас викам, нему, вика. Ти идемо, вика, ти продолжам јас во Скопје. И не е никакви тешкоти, кога дојдов од ме примија тука. Тоа значи ме примија и сега без додавање, нели, многу добро бев примен и тука. Така, што ми предава, нели, професори, добри професори, така што можам да кажам, ја имев таа среќа, еден Христо Полјански ми предаваше. И со него, додуша, и за него имам пишувано, и за мојот професор, ете, за овој што ми беше класен во Полска. Имам пишано, па тој почина, па ете во весникот, нели, полски. То си опишувам професорите, зашто ми оставија голем впечаток и така некој среќа во животот сум имал, дека стално сум имал некои си добри професори. Отпочнувајќи од Лазо Анđеlovски, од Висоцки, па Христо Андонов Полјански. Тоа е веќе
некоја среќа. А се кажи дека се вработи. Добро. Да. И после, нели, да, добро, завршив. Сега можев јас во тоа време беше жив овој, како се викаше тој, Полјански. Кога отидов да ги дадам таму документите, вика, што историја, вика, сакаш историја, општа или национална? Јас му викам, општа историја, викам, бидејќи јас учев во Полска, тоа оно, а ако бе, вика, општа е, вика, подобро, вика, ќе ти бидат отворени, вика, границите каде сакаш. И тој ми предаваше. Полјански беше многу добар професор. Јас можам да кажам, од тие професори што ми предава, и поljаци и тој и оно, голем патриот, добар професор, ја сакаше својата земја и може тој нели еден преврат во мене да направи. Тоа значи, тоа што сум, готово, сврши работа. Нема понатаму. Да, и после завршите тука и се вработивте. Завршив тука, да. Тоа запослувањето, јас некако многу брзо се запослив, но можам и тоа да кажам, дека бара историчар, ама тоа е стручно училиште, Асоц Боро Петрушевски. Ме примија, сега јас, мислејќи дека ќе поработим и ќе одам, ќе правам докторат. Ама не било така. Пополека тоа школа како привилегирано да беше, бидејќи големи пари во тоа време земавме, а не во другите училишта не бе, тоа беше стручно училиште, па учениците има пракса, па ја идеме во Германија, па таму испрашувавме, филијали имавме, па работев јас во Работнички универзитет, предавав во политичките школи и така натаму. Ми се биде дека подобро е така. И така нели си останав на тоа. Немаше... И се пензионира. Немаше... Не менував места. Имев тие политички школи, нели тука што постоеле во Работнички универзитет, беа под мене, тоа значи јас ги водев и така натаму, нели. Имам 300 дипломи, нели. Благодарници. И тука се оженивте? Тука се оженив и тоа случајно така, нели, си зедов жена од Кривогашта, нели. Како случајно? Па така се видовме, тоа, оно со колеги, со тоа, со Љубов на прв поглед. Љубов на прв поглед и тоа е. Тоа не се оженил човекот во Полска, па сега хајде Македонка. Тоа е. Тие се работите. Деца имате? Деца имаме, да, 2 ќерки. Едната е во Австралија, другата е тука. И таа е учителка во Австралија, а овој е економист, тука што е, и таа имат, нели, во Австралија, што е Оливија, еден син има, а ова тука 2 ќерки. Е така, тоа е. Историјата на моето семејство. Супер. А спомна вашата сопруга дека сте били во Краков, нешто? Не, мојата сопруга... Краков, нели беше Краков? Кој? Ти. Да. Зошто? За... Па не знам што сте правиле во Краков. Добро. Во Краков јас одев со децата. Тука, кога бев во Полска, нели, ние ги носиме учениците на екскурзии. И нормално ги носевме, бидејќи јас бев професор по историја. Не само во Краков, туку бев и во Германија, бев и во Грчка, и во Грција бев. И тоа во Грција помина тука, нели, кога предавав и така натаму, нас не пуштат, бидејќи, нели, ние сме отаму родени и така натаму, меѓутоа,
ете, некако, тие така, ние вака, некако поминав. Имате полско државјанство? Полско државјанство не задов. Не задов, а сега дават полско државјанство. Да. Дури овој Зенек Рогала што го спомнувате, тој вика, ама сега и јас ги имам годините 83-4, тоа е, сега му викам, нема кариера да прави мене. Тоа е, тие се работите. Да. Задоволни сте од вашиот престој, да кажам, годините што ги поминавте во Полска? Многу сум задоволен. Многу сум задоволен. Ми се чини нема деца што не се задоволни. Бидејќи поljаците стварно се грижеле многу за нас. Така што немаше некој да ти вика ти тоа, ти оно, нели, пша грек и така натаму, тоа е дури некој прекар. Нели не. Тоа значи ние многу бевме прифатени од нив. Да. И јас, нели, правам сега тие сака тука културен дом да отворат, македонски, полски. Наши бе тука тие што повратници што се. Па зборувавме за тоа и ако можеме, викам, зошто не? Тоа значи, му викам, да отвориме, му викам. Бидејќи, ете, му викам, такви културни домови има, му викам. Секаде, му викам, и во Грчка има, му викам. Да се отвори, му викам. А сте отишле во Полска од кога се вратите? Да, да. Имам отидено, 2 пати имам отидено. И Каде? таму каде што таму каде што учев, тоа значи во Згоржелец во Еленија Гура. И ги видов сите. И тие ме видоа, дури не сака да ме пуштат назад, вика седи тука. Ние стварно, поljаците се многу добри луѓе. Неверојатно. То може тој словенски род така да е. Ние имат нешто наше. И ние сме гревни и тие се. Ги сакат луѓето. Не се, ете, мојот професор, јас сум мојот професор Висоцки. Вика, каде бе ти ќе идеш? Вика, седи тука, вика. Тука, вика, Полска, вика, ти вика, ќе се ожениш тука, вика, што ти е готово, вика. Остаја Македонија, вика, Европа, рече, не ќе биде вечно затворена, ќе се отвори. Така со тие идеи беше ли. И тоа е. И, значи, контактите воопшто не ги прекинавте, да? Не, никако. Значи, Никако. тие ви беа другари од школата? Другари имаме, сега знаете ли, помина години, доста години помина и некои не се меѓу нас. Меѓуто тие што се, со нив имам контакти. А кажете ги, кој? Ете, па тука е тој, едниот е Зенек Рогала, Ришек Бинјашчик, тука е Ева Собјецка, Тереза. И има доста. Така што од време на време се пријавуваат, нели? И така. Се слушам телефонски, се слушам. Да. И што си разговарате? Добро, сега и јас кажав, сега тие имат 80 на години. Добро. И тука е работата сега и кога разговараме, вика, сите ме прашуваат како ти е таму. Зашто ја слушат преку радио, телевизија, тоа оно. Абе му вика, мене, во Полска ми беше добро. Ама јас му викам, не сум пољак, му викам. Не можам, јас му викам, ако бе во Полска, му викам, имаш род, кој што колено, води, му викам, од Македонија. И кој му викам, сега му викам, будала му викам, Александар Македонски да го остави. Такви малови правите? Да. Тие знаат многу и тие ми викам, најубавите години ги поминал таму. Вика, голем, најлудите. Вика, голем патриот си, или што рече. Вика, патриотизмот му викаме и со врлина на човекот му викам, ако не е патриот, што ќе биде му викам.
мора што сакаш. Да, се сметате ли и за полски патриот? Јас Полска сакам многу. Полска сакам многу и последни сега и, нели, поляците сакат да отворат тука некој дом. Некој културен дом. Да. И тој културен дом, што сака да го отворат, вика, да биде во Скопје. И сега и тука, и нашиве нешто чепнаа, и вика, ајде Ристо, бе ти се готови, му вика. Сега вие не чекајте за одма, му вика, кажете дека колку, како, што и да отвориме. Нели? А инаку треба таквие заеднички врски да имаме. Тоа е добро за помладото поколение. А тоа кај мене е. Слуша, нели, овие на ќерките децата за Полска и сега девојчето се запише на полонистика. Нели? Полски, руски и шпански нешто. Па викам, видите, тоа минува од поколение на поколение. Да. И собрате тука тие што имев тетрадки, книги, тоа оно. Што дошло? Вика, па така се учи, вика. Со кого, вика, ќе зборим јас полски? Со вас? Со мене зборува, оно така од време на време, така ти префрли нешто. Која година? Па сега и завршува прва. Трета, извини. Трета? Па трета е. Трета, да, трета. И така, добро. Тие се работите. Значи, внуката се зарази за полски од вас? Абе, ние бевме сите браќа, 3 браќа или една сестра во Полска. Ние заеднички кога се наоѓаме, бидејќи Бог да го прости, едниот ни отиде, и изборувавме полски. Така, да не го заборавиме. И сега кога се има тука од Полска дојде најде во ова лица, тоа значи нешто така ќе скршниме, ќе збориме. Тоа е јазик. Ако не го зборуваш, ќе го заборавиш. Кумашинот наш е женет. Зборите. Кумашинот наш е женет за полјакина. Да, имаше и тоа. Има и тоа. Ете во класот јас, каде што бевме 5 мачки, другите сите женски беа. Во учителската школа. Да. А она сега го заборави полскиот. Кој тоа? Полјакинава. Ние му сме кумови. Да, како може да го заборави? Немаше со кого да зборува. Со Ристо. Ама поредко и... Не. И со мене не збори. Чудна работа. Она сакаше, нели, што побрзо да го научи македонскиот јазик. И она се пушти, нели, да... Добро сега. И мене ми е полесно, мене беше полесно полски кога дојдеме да зборим отколку македонски. Ама тука се бара македонскиот. И сега што? И добро направиле тоа, дека во Полска ние учевме македонски. Имавме добри учители. Вика, не знае, вика, денес сте овде, утре не сте овде. И добро, ете политиката, како да ја осетиле. Да, еден Бегаловски беше, нели? Еден Колесимиджиев, нели? Тој на мене многу влијаеше, нели? Тој пишуваше, јас сега пишувам, нели? Така натаму. Ете. Учители ви беа тие? Учители. И то добри учители. Да, добри учители. И ние, јас кога дојдов македонски, го зборував, ние од Преспа. На Леон мајката има државјанство полска. Да, можеме. Да, а дома си зборувате нормално на дијалект, нели? На дијалектот наш, преспански, нели? А преспанскиот е чист дијалект, нема тука што. И така. Ние ми се чини најдобро тоа. И после поляците се чудни луѓе, ако те засакат, тоа е неверојатно. Ете, толку години помина, од време напреме се јавува некој. Така. Не ве заборавија? Не. Порано многу писма добиваш. Порано. Му пишува.
И така, тоа е. Не, седете. Да, со писма порано, кога немаше интернет, да? Да. Порано, да. За Великден обавезно честитка, ќе го честитаа Добро, сега тие се Божи. стари. Ама веќе после долго време не ќе се јавува и отидоа луѓето. Не, може да се каже дека тука се и годините, нели? Сега моја генерација имат 84 години, 83-4. Да. Тоа е. Да, значи, меѓутоа, навистина, убаво што што се уште ги држите контактите со луѓето кои што сте учеле заедно, сте дружеле, сте играле можеби заедно. А како се викаше таа професорката што ти пишуваше? Кој? Еврејката. Не. Професорка. 90 години што живееше, или 100. Како беше? Правда. Ја заборави сега. Сега јас ја заборавив. Гледаш, има некои работи што ќе заборавиш. А она една година така не изненади за Великден, одела во црква и таму се давало како литургија, лепче. То тенко како една кора и ни испрати во плик, во писмо и ни кажа, вика, јас јадев од ова и вие да пробате. Као нафора. Да, Нафора и во писмо ни испрати. А тоа ви беше другарка ваша или? Професорка. Да. Не, добро, таму многу блиски се, професори, ученици многу блиски се. Така што тој систем тако беше и сака што повеќе. Ете, да речеме, јас од Чешка отидов, имев тешкоти со јазикот, ама бргу ги пречекорив. Тоа значи беше професорот мој добар. И стави сега и што направи? Стави и ученици кои што го знаат полскиот јазик. Вика, ти со овие ќе контактираш. Так. Ето го грци, македонци. Ти вика со... Ето е единствен случај. Јас бев единствен случај, ми се чини, со поljаци што заврши, па другите деца, што се учители, тие беа избрани од партијата, нели, во тоа време, од грчката, македонската партија, ти ќе бидете учители, ајде учете. А јас не, самиот. Отидов. Е така. Да ве прашам сега ми текна, кога спомнавте Великден, дали кога дојдовте, кога се собравте фамилијата заедно со родителите во дома, си чекавте, да пример, Божик или Великден? Да. И што, памтите ли што се правеше тоа? Што правевте? На Божик, например, што правевте? Абе, гледајте сега и ние, старите, обичаите си ги тера. Обичаите вапцува на Великден јајца. Дели? Тоа значи прима гости. Па ете, најблиските се собираа, па даваа ручеци. И така натаму. Нели, така што тие празници си ги празнувавме. Да, тоа во Полска. Тоа во Полска. Бидејќи тога се обединивме ние со семејството. Добро. Тоа е. Празниците си имаме Божик, Великден, Јасен Христов. Тоа значи, одма, нели, тој ден го празнувавме ние. И така остана. Како го празнувавте? Што правевте? Доаѓа луѓе, нели, седнува, ги частеме, јадеа, биди жив, биди тоа, биди оно и така натаму. Метани некој си. Посвечен ручек и така натаму. Тоа е. А пољаци доаѓаа кај вас? Доаѓа и да ви кажам искрено, ние македонците такви сме. Не знам, јас мислам дека имаме некој ген што можеме да се приспособиме со секого. Така што, одма те прашува, народност македонец, македонец, седи, добро, грк, главата ти, добро, тоа значи имаше, нели, грците не беа така прифатени, бидејќи јазикот не може да го научат. Тој не е словенски јазик. Така, да, јасно. Да. Значи ви доаѓаа дома гости пољаци?
Доаѓа. Тоа беа пријатели на вашите пријатели на татко ми, пријатели, да, на татко ми, на сестра ми, на брат ми. Преди се на брат ми, на лекарот. Нели? Да, имавме, за тоа имавме, нели? А тие, што јас учев, тоа толку години помина, па јас со нив кореспондирам преку телефон. Порано писма пишуваме, па сега телефоните се и така натаму. Не се заборават. Па сакат нека да се отвора тие тука во Скопје некој си културен дом. Да. Е така. Добро, супер. Да. Е така, вика, ќе видиме. Ако отворат, тука сме. Уште можеме да се движиме. А има од нив и многу. Ќе одиме во клубот. И многу има од нив што не се меѓу нас сега. Да. Тоа е. Добро. Супер. И сега представете се и вие. Вие Јас сте? да се представам? Да. Ме снимате? Да. Супруга на Ристо. Јас сум сопругата, Правда Ристовска. Заедно сме 54 години во брак. Имаме 2 ќерки, како што кажа, едната е во Австралија, таму имаме еден внук, еви прилика да ги поздравиме. А другата ќерка ни е тука, во Лисиче живее, она има 2 ќерки, возрастни се. И така ги поздравуваме сите роднини, пријатели. Да, значи и вие покрај Ристо ја научивте историјата. Јас ја научив исто како да сум дојдена од таму. Затоа што во нашето село имаше многу дојдено од Егејска Македонија. Од, како се викаше ова селото? Герман. Од Герман. Од Герман беше скоро цело село ми се чини дојдено. Имавме ние една стара куќа, имаше 4 фамилии дојдено Герман кај и нас. Медово, да. Од Поповските. Поповските Дупчино имаше фамилија. Едни си отидоа во Битола, други ги гледав јас кога дојдов во Скопје ги препознав. И така многу имаше дојдено. После тоа се иселуваа фамилии. Почна и да се мажат, да се женат. Да ве прашам, вие кога се земавте со Ристо, имаше ли некој отпор од вашите родители? Не. Немаше. Немаше ни од негова страна, ни од моја страна. Добро. Па тоа е. Па ти сака да ме зема, професор земат, усовршен човек, школован. Европеец, а? Да, европеец. Европеец, има видено свет. Така се понашаше европејски. Кога се поздравуваше, рака бакнуваше на дамите. Да. Така и пољаците. Да, јасно, да. И од Полска, кога ќе дојде. Како реагираа дамите кога ви Па сте малце чудно му беше. Постарите луѓе не реагираа така, чудно, ама помладата генерација, затоа што постарите мислеа дека од почит кон постарите, нели, младите бакнуваат рака, па поготово зетот. А помладите така чудно им беше. Тогаш немаше многу... Добро, имаме со Полска, нели? Имаме со Полска и понатамо кореспонденција, тамо има еден состав, тоест, како се викаше тој, еден состав на... Од каде беа тие бе правда? Тука што дојдоа, оделение Гура, и тие тука дојдоа преку Кисела, преку општината Кисела вода. И нормално ние со нив тука ги прифатиме, па ги шетаме, тие тоа го сакат. Јасно. Значи вие
Значи, вие ги донесовте и полските манири тука во Македонија. Да. Не, и ако прашувате некој, јас што сум студирал тука, ќе ви каже, Ристо се разликуваше од нас. Како? Вика, така, вика, некој правеше некои си работи кои ние не ги правевме. Ете да речем, јас за дамите што сега, не ќе бакнеш, не то, не оно. Абе, тука маршките... Ако влези некоја женска, ќе стани, он столот ќе го остави. Столицата ќе остави, имаме некои се такви работи. А тоа мисли, че некај нас не го прави. Виж, што стануваш ти, бе? А он ќе стани, ако треба, ќе стои он. А другите се чудеа. Да. Се чудеа. И после јас почнав со овие така, ајде. Ги напуштивте европските манири. Да, европските навики. Ти вика, ово е нешто помрнат. Станува, пусти, прави, отвора врата. Имаше обичај и ако отидевме некаде на гости, сега ако нема домаќините место каде да седни, а дошле некои луѓе, поготово женска особа, он ќе гледа да стане за место да отстапи. Викам, каде ќе одиш? И ќе му кажеш повелете, нели, прошене, на поляците вика проше, повелете, седнете. Да, ама тоа се одучи. Си имаше навики некој. Се тие навики ги одучи. Кои ви беа другите навики од Полска тука што ги донесовте? Навики има многу бакнување рац на професорките, на тоа, на оно, нели. Ете, матура кога дадов, нели, во Полска, професорките раце, тоа, торбата ќе ма земиш, па ќе носиш, па... А тука го правевте тоа? Да, и тука си правеше, до некое време. Во почетокот, нели, јас мислев дека тоа така треба. Ама кога почна овие хичи, се вика... А после си се смешка луѓето. Ова се вика, ова паметот му летна, почна, нели, да се одворува тамо. Како одворување? Не, имавме некои си вакви работи. Добро. После, полека, се навикнав кон овие услови тука. Ни рака, ни нога, ајде. Тоа е тоа. А кога се запознавте вие, ви бакна рака на вас? Па не се сеќавам. Не, тогаш веќе бев 4-5 години, не, тогаш ги ме поставено тие манири. Зашто бев завршен, имам завршено, нели, ова, 5 години. Тоа во почетокот беше, тие работи во почетокот беа во сила, нели, уште. Ќе доаѓаше некој си женска, ти отстапуваше. Му отвараш врата, влези, повели, боре, шо бе, вампир еден, боре, што е ovo, викам. Полека си викам, одучи се од овие манири, нели, тоа во Полска. Не, тој, овдека, пошто не се практикуваше тоа, некој го злоупотребува, сваќаат и вика, како што кажам, се одвара. Ви се подсмева и погрешно ве разбира. Да, погрешно разбира, погрешно. Тоа беше дури на факултетот, нели. Тоа го забележа професорката по стар век Душица и вика, Христо, ти многу се разликуваш од овие. Овие вика, кој некаде имаш растено, кој некаде вика во пештера, ти каде растеше? Му викам по црква, му викам по леците, му викам идат, му викам побожници. И така, идеја и побожници станува, идеја мажко-женско. И така, тие се работите. Добро ми беше во Полска, меѓутоа сепак, нели, тамо, каде си роден, тамо те влече. И родителите, и родителите, па тие не можеа, до ден денес не можеа да се навикнат во Полска. Не. Тие своите манири си ги оставија, нели, како, што беа така. Тоа е. Тие се работите. Да, не ви текна некоја случка вака со вашите европски или полски манири тука? Па некој да коментари нешто или... Да, кажете.
Ако ви текна? Добро се имаше, нели, доста работи вака, нели, кои што не се практикуваат овде. Ете да речеме ќе дојде, ете мене, мислам, ше случајно многу, кога почнам да работам. Ќе дојдеше колешка, молим се, седимо, викам и станував. Јас, бидејќи немаше столица за лице. И она, седи бе ти, па што стануваш? А бе се, после ми текна се, викам, не сум во Полска, овие тука друга песна пеат. То значи имаше така, многу работи, не. И така, и отвориш врата, повеќе викаш, па одете, па јас по тебе ќе одам делитот. И тоа е, не би сега, тука, нели, друг вид на култура, нели, заостанати сме многу. Тоа, и до ден денес, по полека се отворат вратите, нели, ама не можеме ние. Па што да кажеш пред 50 и пред 60 години. Пред 60 години. Пред 60 години. Да. Па што ме пушташ, бе ти, оди си. Ма каде бе да оди ти, женско си. Имаше такви работи, имаше кај нас. И ние па, многу па и ние интелигенти се правевме, ама така не воспитувавме. Да влеземе така, дури тие што студира со мене тука. И вика, ти се разликуваше од сите, вика. Ебе се разликував, викам, од таква средина дојдов, му викам. Каде му викам, ти женско му викам, да нема столица да седим, да стоим, викам. Ќе станеш, му викам, ти му викам, она ќе седне. Вика, па добро, вика, што ни кажа, добро. Тоа е тоа. Имаше некои такви работи. Ние бевме навлезени, бидејќи сите бевме по тие држави и браќата и сестрите, нели. Тука, да, тука се боревме да можеме да се дојдеме при себе си. Првите години беа такви. Значи, како шок ви дојде тука? Културен шок, да? Културен шок. Не, заостанува. И заостануваат. Уште заостануваме. Некој си работи, ама тоа е на Балканот така. Тоа е во Бугарија, тоа е во Грција, така. Тие па ќе те испсујат, нели? И одиш на море, мислам дека никој не знае грчки, моти Панагијат ќе ти рече, Пенте Богородица, нели? Тоа имаш, нели, такви нахални, брутални и така натаму, ама ова е Балкан. Тоа тешко се пробива, нели. И јас, наместо, нели, тие мене да ме прифатат, јас овие ги прифатив, бидејќи се мнозинство. Тоа не може. Ова е шапнат, вика, ајде. Не може да инако како. Добро, тие се двоеше со културата. Студирав, нели. Беше еден од Хрватска, Стјепан Антолјак. Беше ни предаваше, нели, таму, стар век. И тој Хрватинот почувствува дека јас не сум отамо. Дека од ова средина. Што се бе исто, ти грк си, вика, што се вика, италијанец, грци. Не бре му вика, македонец сум. Ти македонец си. Македонец сум, бе му викам. Тоа значи, дури Хрватинот, нели, дури, сите вика, Блесов бил, лош бил, а јас кај него 10 имав. Тоа значи, и културата понапати ти помага. Културата. Ти вика културен човек, тоа оно. Ама овде сите такви ми пеа, нели. Дури да се чудиш. Сега пак, нели, некако, нели, времето работи, се смешаме со народ тамо, вамо, инако да си на Балканот така. Балканот стално војни имаше, темаше тоа. А професорот од Хрватска ве препозна дека... Вика, тој ме препозна заради тоа што хрватите и полјаците имат некоја си заедничка историја. И тој баш тамо удри на таа историјата. И без да ми испрашува ме пушти. Вика, овие ништо не знаат, вика. Тоа нити во програмата не е, вика, ти што зборуваш, вика.
И јас си викам, леле, си вик, што прави, викам, што збори тој со тебе? Јас го разбирам, викам, ама не може да одговорам, викам, на српски. Јас не можам на вас на македонски да одговорам, ама тој ми рече збориве полски. И тоа е големината на човек. Ете Хрватинот. А тој знаеше полски? Знаеш. Вика, јас бев во Краков, вика, тамо Христо. Вика, предавав 3 години, вика, на кого сте предавале професори? Па имаше наши југословени, вика, тамо, вика. Е така. Тоа е. Добро да знаеш јазици, ама да не се одвојуваш од стадото. Нема тука се, како што прават овие, треба и ти да се прилагодиш кон тоа. Нема тука отскокнување. Да. Една ластовичка пролета на Јанус, тоа е. Па ете мојот професор, ете, Висоцки тука, што во Полска. Па одржував кореспонденција и со него, ама умре човекот, нема 100 години да живе. И така, јас напишав за него и тоа и оно, и од Полска напиша во вестници. Да. На благодарност изразив. И да е интересно. И сега пак се грижиме некој си дом културен да се отвори. Полски. Да. Добро, многу ви благодарам. Ете, благодарим и ние што дојдовте. Пак да си доаѓате, јас сум полска култура, доаѓате кога сакате. Многу што одвоивте време и што направивме убав муавет, мислам да се направи. Фала и на вас. Благодариме многу, ама вас не прашаме. Да. Семејство, што имате? Јас имам 2 деца, машки, тие се големи, 32 и 28. Работат, учат? Си работат, имаат некој бизнес таму. Браво. Поздравјам, чекај, стопирај го. Добро, да. Ајде, кажи го издрене крогала. Да. Поздравјам мојих учњов за Јелени Гури, дзенкује за всичко што зробили для мене. Ја терас јестем в Македонија. Дзенкује барзо Полска. Добре. Ки со пољаците. Ама да, рековте дека пољаците поинаку се однесуваа кон македонците отколку кон грците? Кон грците, да. Како? Гледај какво, тоа значи ние, кога зборувавме и грците не може да зборат штра, ние да збор. Ние зборуваме јазик, зуби, заби, нос, уво, воси, власи, коса и тука, чаво, тело. И сега поляците викаат, зашто ви едни знаат полски, други не знаат, бе? А грците нешто. Нели? Мити, парасиро, прозор, ти седиш, што chcеш, што сакаш. А бе поляците вика, овие знаат, овие знаат, вика полски. И тогаш, нели, дојде до еден раздор. Тие се грци, овие се македонци, па тие знаат, бе, Кирил и Методи, па моравјаните го слават Кирил и Методи. Па тој го даде азбуката. То не е то така. Тоа е, нашата азбука е словенска, од исти корен. Не. Дури пољаците викат. Вика, вие сте словенци, вика, ние имаме заедничко, вика. Тие. Вика, ние, вика, сега и латини. А вие латинско писмо. А вие имате од кирилско. Нели? Ама, вика, ние се разбираме. Нос, уста. А кажете некој поздрав на полски. Дзекује барцо, фала. Довидења. Да, ама кажете нешто кратко, текст, например, ги поздравувам пољаците и така натаму. Добре,
Поздравljam всичких моих колегов с полски. Тоа е. Македонски поляк. Подолу. Македонскиот полак. И Тоа го напише вашиот професор, да? јас. А, вие го Јас, напишете. ете, од тука. Не бре, јас ко овој колегата Зенек, Рогала. Добро. А и друго? Тоа. Па е ово цела криве, бати. Што има друго тука? Тоа е. Добро, супер. Добро, ете. Овие за моите книги што ги имам издадено. А Мојата тоа дел. вие ли сте на фотографијата таму? Ова е Јордан Мијалков. Јордан Мијалков, нели, овие се моите дела. Моите творби во полска што ги испратив. На полски. А, на полски се напишено? Да, на македонски и на полски. Да. Е така. Ето да кажем, ето вие. Во списанието, тоа е сето Гвате Либе. Гвате Либе на латински. Ете тука, тие моите трудови ги имат објавено. Да, ги видам. Е така.